гласачат за вас во Скопје? Односно, рак и идентични гласови. Имате како Прво презадоволен од аспект што во Сарај, например, јас имав 8 или 9 пати поголема предност од мојот опонент. Или во Чаир, конкретно еве видете го избирачкото место на оној кој што Крамар беше изминатиот период, контракандидатот мој за градот Скопје, изгуби во своето избирачко место 3 или 4:1, но и во Чаир изгуби многу намалку, што значи дека јас сум благодарен затоа што Скопјани генерално, без разлика дали се македонци, албанци, роми, власи, срби и сите останати се обединија околу платформата која што јас ја презентирам пред сите. А во наредниот период јас ќе го дообединам Скопје како што никој тоа не го направи во историјата. Моја цел и главна залога ќе биде да имаме обединен град. Град во кој што нема да се боиме, град во кој што заедно ќе го делиме и доброто и лошото, заедно ќе го слободиме. Тоа го немало изминатите години и јас имам должност за моите граѓани тоа да го направам, тоа е да го обединам својот народ. Уште едно за крај, ако се случи повторно куршност како што сведочевме помеѓу Данела Арсовска и Христија Мицковски, помеѓу вас и Мицковски, повторно Скопјани ќе платат цената? Тоа не е возможно да се случи затоа што сме председател на владата. Одлично соработи, ние сме пријатели долги години. Јас очекувам силна поддршка од страна на председателот на владата, владините министри, како што практично и поддршката ја има во изминатава година и половина, откако тој е начело на владата како председател, а јас бев градоначалник на Штиница. Како го коментирате изборниот резултат на Амар Мециновиќ, кој освои двојно повеќе гласови од првиот круг? Амар Мециновиќ е поразен, жестоко поразен. Добро, освои двојно и како ги коментирате вашите ниски напади кон него за неговиот родител? Кои ниски напади? На дуелот. Во дуелот? Да, Кој за неговиот спомена прв во дуелот? Добро, ама и вие го злоупотребивте неговиот Што родител. сум злоупотребил? Само соодветно беше одговорено на човек кој што ја лажеше целата македонска јавност дека е дете на стечајци, дека е високо образован. Никој не го спори образованието, јас ги почитувам сите луѓе во државата, но тој ја лажеше целата македонска јавност дека има факултет, а нема. Можете да замислите што ќе се случи со таков човек како поголема власт му даде народот, но народот во Скопје е многу мудар и многу мудро пресуди. Така што јас препорачувам на мојот опонент да го загрее столчето, да го заврши факултетот, за да не мора да лаже во јавноста, да се реформираат како политичка партија, а за ниските удари мислам дека јавноста во Македонија е свесна апсолутно од која страна беа нанесени за кого. Јас себе да навлезам малку и во детали, мене детето ми беше споменувано од истите. Јас никогаш на никого лично прв не сум возвратил на таков начин. Никогаш. Добро, возвратите Така што, вие дури повеќе. Јас мислам дека бев многу коректен во таа дебата и тоа граѓаните денеска со гласањето го оценија така.